Се разговарало или не за Гоце Делчев? За нецели 24 часа различни ставови за тоа што се случувало во Министерството за надворешни работи во изминатите 2 дена. Прво соопштија дека се разговарало за Гоце Делчев, а потоа дека немало време за да се зборува за заедничкото чествување на револуционерот. Врз основа на претходно утврден дневен ред, членовите на комисијата разговараа за учебниците по историја кои го третираат периодот на средновековната историја и евентуалното заедничко чествување на Гоце Делчев. Во однос на учебниците по историја, тема на дискусија беа средновековните црковни институции и нивното значење за христијанството и словенската писменост и култура. Со оглед на долготрајноста на дискусијата по оваа тема, членовите на комисијата не отворија други теми. По ваквото соопштение, дел од бугарскиот тим кратко за медиумите кажаа дека средбата поминала во пријателски тон и не се разговарало за Гоце Делчев, туку за Охридската архиепископија, што ја отвори дилемата. Што беше на маса овие 2 дена во МНР и зошто првото соопштение беше дека се разговарало за Гоце Делчев? Македонската страна ваквото соопштение го правда со тоа што темата за Гоце Делчев била на дневен ред, но воопшто не дошло до тоа. На последната средба не се разговараше за чествувањето на Гоце Делчев. Тоа беше точка на дневниот ред, но не се оствари. И првиот човек на институцијата од каде дојде официјалното соопштение по завршување на средбата, сега вели дека не се разговарало за Гоце Делчев затоа што немало време, ама дека била на дневен ред. Не е стигнато воопшто да се разговара, иако било во агенда и мислам дека е во агенда изминативе 1 година. Но заради претходните теми никако не може да се стигне воопшто до таа точка на дневен ред. Покрај контрадикторните изјави и соопштенија од оваа средба не дознавме ништо друго. Средбата поминала во пријателски дух, како што река од бугарската страна, ама нема договор за ништо, а разговорите ќе продолжат во октомври.